известната комедија Близнаци која освои милионски гледачи, е серијата која ве смее, расположува и опушта на крајот од секој работен ден на Сител телевизија. Најпопуларната турска хумористична серија за 2019 година. За кратко време стана едно од омилените и кај македонските гледачи. Главните ликови се близнаците Мемо и Џан, кои по цели 12 години се сретнуваат заедно и го продолжуваат својот живот, полн со авантури, со кои отвараат еден волшебен свет на забава, игри и смеа. Тука и забавниот војко на Мемо, Осман, со кој серијата е уште позабавна. Но освен приказната од сценариото и одличниот кастинг на актерите, за целосниот шмек на серијата Близнаци, на ТВ екраните е заслужна и македонската актерска екипа, која ги синхронизира ликовите на македонски јазик. Екипата на Jingle TV одлучи да ви го открие гласот кој во наша верзија ги доловува улогите на Мемо и Џан, кој за кратко време стана омилените ликови на младата публика. Хуморот и смејата доминираат во секој епизода, за тоа да се изведе и звучи реално, како на слика, така и со тон. Постои специјална едукација за синхронизација, а умешноста е во тоа, преку глас да доловиш емоција. Мора да се соживееш со ликот, да му дадеш свој глас и препознатлив карактер. Ни открива малиот Димитар Христовски, кој ги синхронизира Мемо и Џан. Браво, Мемо! Наместо да му помогнеш на својот брат, ти се шегуваш. Што да правам, бе, Џан? Моето второ име е забава, а не сериозност. И како што веќе најавивме, сме во студиото каде што се синхронизира, односно надсинхронизира серијата која секоја вечер, од прво до петок ја гледате на телевизија Сител, и заедно со нас се оној лик кој сите го очекувате од оваа страна зад екранот и зад микрофонот. Димитар Христовски, добро ни дојде најпрвен во нашата емисија. Ви благодарам. Ти си во два лика, да кажем, односно близнаци. Како најпрвен се снајде во оваа улога, затоа што сепак истиот глас го слушаме два пати. Дали тоа ти представува некоја поголема, односно потешко, или сепак тие, бидејќи ми спомна дека имаш искуство веќе претходно? Па, тоа зависи дали си добар во синхронизирање или не. За мене тоа е многу лесно, но за други кои што се неискусни, може тоа да им биде голема потешкотија. Така, содржината веќе ја знаеш, уште од самиот старт на серијата, па ајде накратко да ни раскажеш какви беа твоите авантури овдека од Македонија, односно зад микрофонот и сето она што го гледаше премиерно пред да го гледаат гледачите. Што највеќе ти се допадна од ова серија? Најмногу ми се допаѓа различностите помеѓу Мемо и Џан, како што Џан е паметниот лик, а Мемо е по-смотаниот, може да се каже, и по-авантуристичкиот лик, кој што го носи Џан на авантури на кој што тој не ги сака. Омилен лик од овие повозрастните, бидејќи те често те има и нели кај мама Мелек, така во серијата, меѓутоа и со другиот лик, односно Мемо и односно Џан. Која ти е подобра страна, ти како ќе одбереш вака серија? Јас мислам дека подобра страна ми е Мемо, бидејќи тој покажува повеќе емоции. Џан е обично смирен а кај Мемо се случуваат сите драматични работи, пример се разделува од мајка му и тој досега живееше во, како да кажам, живееше во куќа каде што немаат многу пари и затоа се однесува, може да се каже, дивјачки. И интересно ми е, бидејќи он исто така е и комичен и тоа е добар лик. Така. Дали веќе можеби планираш да дали ти е прва турска серија, бидејќи сепак цртаните серии се нели во помал формат, односно минутажова е нешто подолго. Колку дневно снимаш, еве да им откриеме на гледачите, бидејќи спомнуваш дека тебе не ти е тешко, тоа не ти представува, сепак ти е забавно. Меѓутоа колку време снимаш оваа серија во ден и како функционира сето тоа? Пред да почне ова со сите вируси, обично снимавме можеби 4, максимум 5. Ама сега кога веќе не смее да се излегува, има полициски час, обично снимаме 2 или 3 од ограниченост од 1 час или 2. Така, дали, бидејќи сепак текстот е голем, ти имаш колку години имаше да откриеме?
Јас имам 12 години. Приближно со Мемоџан, глумецот во Турција кој ќе го имаме и наскоро ексклузивно во интервју заедно со него, има 14 години, така да сте приближно, па ети затоа може би се вклопил токму твојот глас заедно со него. Како се подготвуваш за една епизода? Па обично јас и Никола ќе снимаме пример една епизода. Тие кои што сум ги кажал грешно или недоволно енергетски или недоволно добро, ги преснимуваме повторно. И се додека не се доволно добри, а дома немам текст и не вежбам дома, туку тука се припремам, може да се каже. Кога прв пат бев за снимање на првата серија која што снимав, која што се викаше Мојот син, таа беше, мислам дека околу 2017, но не сум сигурен. Тогаш бев заедно, имаше и други деца кои што сакаа да го глумат ликот Синан. И мене и среќно беше што мене ме одбра и од тогаш мојата кариера одеше се погоре и погоре. Па јас верувам дека тоа така ќе продолжи во добра насока. Ти посакуваме да те гледаме во уште поголеми серии. Тоа мојот син ја спомна беше веќе и акциона серија, значи нешто посериозно од ова. За самиот крај, дали мислиш, односно кои се твоите наредни желби да можеби бидеш глумец и пред камерите да те видат можеби наскоро, и ако ова е прв пат вака да те слушам? Можно и да во некој филм да глумам, тоа многу би го сакал, бидејќи исто така, бидејќи порано одев во драмско училиште, така да и тоа е можно, ама за сега сепак сум задоволен со турските серии, со синхронизацијата. Јас ти благодарам многу и се надевам дека ќе се видиме можеби некогаш и во некоја серија која ќе глумиш на твој поголема возраст. Благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Umudunu kaybetme, bu da geçer karanlığın ardından güneş açar gün doğmadan neler doğar, kendini bırakma, biraz daha dayan. Додека во Македонија сме на самото финале од првата сезона. Во Турција од продукцијата Ерлер Филм, која работеше и популарната серија Малиот ага, поради големиот интерес најавуваат и нова втора сезона на серијата Близнаци, која би требало да стартува од есен на турската Канал Д телевизија. А наскоро, на Jingle TV очекувајте го ексклузивното интервју со главниот јунак кој ги глуми Мемоџан, Емир Берке Зинџиди. Јас сум Мемо, а вие гледате Jingle TV. Јас сум Димитар Христовски, а вие гледате Jingle TV.